На 9. мај, на победата на антифашистичката коалиција и Денот на Европа, оваа емисија на чуму беше посветена на Македонија во постфашистичкиот период, особено од аспект на утврдувањето на црните дамки, на црните петна во историјата и во, да речем, условно комунистичкото осветништво кон граѓанските или непослушните или етнички нелојалните луѓе на оваа држава кои завршуваа во затвори од Идризово до Голи оток, беа прогласувани за непријатели, за автономисти, за ВМРО-вци, за балисти и така натаму. Јас мислам дека имаме и поставено прашање, дали би можел да добијам графика на, односно на дел од гласањето, моля. Прашањето беше дали новам уште еднаш прашањето, дали е потребна рехабилитација на жртвите на комунизмот. Прашање што на почетокот од емисијата го отвори и господинот Гуштеров, а со кој не се согласуваат моите вечерашни гости Поп Ѓорчев и Гашев. 95% се за рехабилитација. Ние не ставивме прашање, нити подпрашање за правна, за политичка, лична и така натаму, но генерално се работи за тоа. Во суштина, тоа ми дава за право за основното прашање вечерава. Парламентот го донесе оваа декларација за осуда на жртвите на комунизмот. Тоа тргнува од така наречените европски стандарди за злоупотреба на човековите индивидуални права и слободи и така натаму. Дали Македонија во тој период на комунистичко владење, на диктатурата идеолошка и персонална, го премавнува со начин да ги осознае сите злодела индивидуални и колективни? Ачковска? Ние како историчари се трудиме тоа да го направиме, макар да мислам дека во јавноста се уште не преовладува тоа. Се уште се трудат некои работи да останат такви каква што се, да не се расчепкуваат работите. Се уште постои таа клима, но сепак мислам дека новите генерации историчари, посебно еве нашите студенти кои се на постдипломски така натаму, многу почувствителни прашања веќе зафаќаат отколку што нашата генерација, мојата генерација историчари ги зафаќа. Така да мислам дека за неколку години тоа ќе има еден наплив на такви теми кои досега се трудеа голем дел, почнувајќи од организациите на слојуцот на борци до учесниците во сите тие процеси, да ги остават под тепих, да бидат, ќе се расчисти тоа напросто. Господине Азизи, што би била демистификација на историски личности, историски вредности и категории во албанската етничка заедница во овој период на постфашистичка или комунистичка Македонија? Добро, пред да одговарам на прашањето, би сакал да се поврзам јас малку со последиците од комунизмот. Јас претходно заборавив да кажам и за албанското национално-демократското движење кое што било по 45 година, особено познатиот судски процес кој што се одвива во 47 година. Тука се донесуваат и некои пресуди каде што Азем Моран, например, се осудува со стрелање и ред други помлади личности кои што Кој е Азем Моран? Тој водачот на таа движење во Скопје. Тоа се стрела, значи, во 47 година, додека пак останативе. Што била основната платформа на тоа движење? Демократското движење, значи да се создава држава по демократски принцип по стилот на западноевропскиот свет. Истото тоа било и Чемал Скендери, кој што бил на 17 години, бил осуден на стрелање, меѓутоа поради годините, значи се уште бил малолетен, казната преименувана на 20 години затвор. Потоа има Реджеп Буњаку, кој што ден денеска е жив, исто така биле жртви на овој комунизам. Сега, прашањето беше... Добро, само еден момент. Да. Кај дел од македонската политичка групација, која беше врзана за ВМРО-ската идеја или за автономната идеја, проводуваше и под контекст обединената голема Македонија. Дали кај овие платформи, кај албанската етничка заедница преовладува овие тенденции за единствена етничка држава? Па се разбира дека тие идеите постоеле. Мислам, реално зборувано дека тоа и во текот на Втората светска војна. Мислам, затоа токму овие луѓе одма по Втората светска војна и доаѓаат во конфронтација со самата држава, бидејќи тие се залагат за тие, на некој начин, на тие обеќања што биле дадени во текот на Втората светска војна, значи тоа што кажав и порано, дека ќе може да го искориста правото за самоопределување. И поради тој факт
фактички тие не може да се согласат со самиот режим на воспоставување на новиот режим, значи на комунизмот, кој што веќе ги забранува тие идеи и поради тоа доаѓа до судено со тоа. И као последица на тоа доаѓа веќе овдека треба да се спомне дека под силниот притисок на самите албанци доаѓа големо немигрирање на албанците кои што бегаат во самата Турција, например, особено ако ги земеме пописите од 48-та година, мислам дека беше, и 53-та година ќе видиме дека во 53-та година бројот на албанците се намалува. Значи поголем бил бројот на албанците во 48-та година, тоа е, а од другата страна се зголема бројот на турците, што тоа покажува на фактот дека дел од албанците биле присилени да се декларираат како турци или пак да емигрираат, да бегаат од Турција. Мислам, сето тоа е последица на комунизмот по војниот период, значи по Втората светска војна. Историски останува недокажано дали 53-та тоа е бран на иселување на турците во Македонија или тука албанците турци се иселиле после војната. Тука е апсурдот од фактот што 48-та и 53-та година доаѓа до намалување на бројот на албанците. Мислам, тоа е проблемот. Добро, ајде да завршиме со поентата за демистификацијата, за табуите во албанската етничка заедница и за предизвиците на вас историчарите. Па добро, мислам веќе почнува да се пишува, особено по 90-тите години, значи се пишува и покрај фактот што се уште не можеме ние целосно да ја употребуваме целата документација во времето на комунизмот. Тоа не е само во Македонија, тоа и во Албанија. Се уште превладува тој менталитет, се уште не се отварат некои досие за некои позначени настани. Тоа значи истиот проблем го имаме и во самата Албанија. Значи навистина ќе треба да помине некој период за дефинитивно луѓето да се свестат дека тој систем, значи едноставно таа генерација на луѓе веќе да исчезнува, па да се отварат сите досија и дефинитивно да се прикажа вистинската слика на тој период и на вистинските луѓе за што се залагале тие луѓе. Без разлика дали биле за комунизмот или пак обратно против комунизмот. Зона Вегановски, како би го насликале денеска портретот на својот татко, осуденик? Крстен, обичен човек, со идеја за самостојна држава. Обичен човек. Оние обични, нормални луѓе кои што одат по улица и во својата визија размислуваат за самостојна држава. Говорам во периодот од 45-та до 90-та. Од 90-та до сега, до 2000-та, до неговата смрт. Говорам за човек чиј што сон за самостојна држава се исполни. Добро. Сега имам намера, поштовани гледачи, да почнам дел од ревностната преписка што Коле Мангов го прави со мене и во подготовките на оваа емисија тоа го направи. Се разбира полн со емоции, овој застапник на идејата за самостојна Македонија под едно писмо кое го насловил како под присмотра и повторно под присмотра ми пишува дека, цитирам, на собир на Маак во универзалната сала прв пат упатив јавен повик за независна Македонија и повик против диктаторот Јосип Брос. Со повик за независна Македонија настапував на основачките собири на партиите. Но Коле Мангов забележува: товар за моето психобитие до необјасневи длабочини. Тоа се присмотрите. Присмотрата продолжи. Не бе во затвор, не ги трпев насилствата од книгите за Ѓорги Доцев, на Стојан Ристевски, на Стојмир Робевски, на Ефтим Гашев од книгата за Ченто. Бев во духовен затвор. Луѓе задолжени за присмотра доаѓаат дома, на работа, приоѓаат на улица. Изместување од редовниот тек на животот. Двоен живот. Немаше со кого да се сподели. Се густеше душевниот набој и една вистина за власта. Не ми се замеша на вистина во судската работа. Тоа го пишува Коле Мангов, кој мислам дека се пензионира како судија.